Dobar den učenici, ovdje je vašата nastavnička po prirodni nauki i ova video lekcija vi ja upatuvam kako obuka, kako da budete testirani vo sredата po prirodni nauki i da знаете kako da постапувате и kako da ги решавате задачките. Во вашата група природни науки за петто оделение Маршал Тито Струмица, во која што сте членови, или во вашата група одделенска, ќе ви биде пратен линк. Овој линк овде што го гледате, thatquiz.org со шифра или код, е линк каде што треба да кликнете на него. Кога ќе кликнете на овој линк, вие всушност влегувате во тестот. Имате празно поле, каде што пишува студент. Ќе кликнете на оваа стрелкичка во празното поле, за да се отвори списокот на ученици. Ќе си го најдете вашето име и презиме. Овде ги има сите набројано кои што треба да бидат тестирани. Еве и јас се имам внесено како Димовска Нетка, како да сум и јас ученик исто како вас. Ке си кликнете вие на вашето име и презиме, како што кликнувам јас на моето име и презиме, Димовска Нетка. Во верниот дел од тестот пишува: драги ученици, тестот се решава со поставување на точните поими крај стрелките што поаѓаат од точните делови на шематските слики или со поврзување на поимите од левата колона со точните објаснувања од десната колона. Ви пожелувам успешно решавање. Тоа е воведен дел, тоа не мора ни да го читате, веднаш кликнувате на Start Testing. Овде ќе ви биде првата задачка да ги впишувате во празните полиња поимите или деловите од цветот. Која стрелка од каде поаѓа, тоа ќе го пишувате. Например, овде имате оваа стрелка поаѓа од, да речеме, плодник. Потоа овде, например, оваа стрелка или оваа стрелка ви поаѓа од венечни ливчиња. Оваа од прашници. Или и така натаму. Кога ќе ги решите, кога ќе ги пополните, ги пополнувате така што со левото копче на глувчето одите на полето и кликнувате овде, за да го активирате полето и куцате. Ги куцате буквите од поимот што треба да се внесе. Потоа одите со левото копче на глувчето кликнато, одите на наредното поле и таму го пуштате копчето, за да можете таму да впишете некој поим. Кога ќе ги решите сите тие поими, кои што се, кликнувате на ОК. Преминувате на наредниот дел од тестот. Наредниот дел од тестот се решава на тој начин што ги поредувате правилните поими за деловите на цветот на нивно место. Имате стрелки и прашалници до секоја стрелка. Например, каде води првиот прашалник од првата стрелка, што би било тоа? Јас ќе кликнам нешто, например, погрешно. Како ќе го повлечете тој поим? Со левото копче од глувчето кликнато на самиот поим, го лизгате глувчето или поимот го лизгате, го поставувате на тоа место каде што треба да биде и поимот потоа го пуштате левото копче на глувчето. Јас ги поставувам погрешните поими, но вие треба да знаете како треба да работите. Значи,
левото копче од глувчето го активирате, го лизгате поимот на сликата, го носите до прашалникот што е врзан со таа стрелка и го пуштате левото копче. Кога сите тие поими јас се извинувам. Кога сите тие поими од сликата ќе ги поставите на нивното место, што сметате дека треба да бидат, пак ќе кликнете на ОК. Потоа имате друга слика. Значи, пак начинот на решавање е ист. Имате поими од ризницата на зборови и секој од тие поими со кликање на левото копче од глувчето го активирате поимот, го влечете до сликата кај што треба да биде и го пуштате левото копче. Самиот поим ќе си застане каде што треба да стои. Кога и оваа слика ќе ја пополните, ќе ги внесете сите поими во сликата, тогаш, значи, вие пак кликнувате на ОК, одите на наредното. И оваа слика, односно и оваа шема или ова прашање, исто така ви се решава на сличен начин. Со левото копче од глувчето или ако имате лаптоп со тач, кликнувате два пати на полето за тач, го лизгате всушност поимот и, значи, повторно го ослободувате со прстот кога ќе го кренете од тачот. Или, ако имате глувче, компјутер со глувче, го кликнувате левото копче на глувчето, кога сте насочени на поимот, го лизгате на сликата поимот и го пуштате. Кога ќе ги решите сите такви поими, кога ќе бидат пренесени на сликата, кликнувате на ОК. Ова е веќе сосема друг начин на решавање. Овде имате две колони, лева и десна. Сега, левата колона, поимите од левата колона треба да бидат споени со точните поеми од десната. Например, венечни ливчиња. Тие, например, со убави бои и мирис за привлекување на инсектите. Значи, тоа се совпаѓа со венечните ливчиња. Потоа, имате медници, жлезди кои лачат сладок сок, нектар кој привлекува инсекти. Тоа се медници. И така натаму. Ќе ги спојувате, значи, поимите од левата страна со објаснувањето од десната страна на тој начин што кликнувате на поимот од лева страна со лево копче на глувчето, клик, потоа гледате на десна страна кој поим ви е соодветен или кое објаснување е соодветно и значи го кликнувате. Прашници рековме кликнати и ќе читате што е важно за прашници. Изградени од прашниково кеси и прашникова држка. Еве, кликнувате на тој поим. Кога сите ќе ги поврзете, леви поими со десно објаснување, кога ќе го решите тоа, кликнувате ОК. Одите на наредниот дел од тестот. Значи, исто се решава. Кликање на поимот од левата страна, потоа одите на десна страна, вештачко оплодување, се одвива со помош на човекот. Кликате од десна страна објаснувањето. Кога исто така ќе решите се, кликнувате на ОК, преминувате на наредните прашања. Кои се? Вегетативните органи помагаат. Например, вегетативните органи помагаат. Што помагаат? Тука се совпаѓа баш со десната страна со објаснување, помагаат раст и развиток кај растението. Кликнуваме на десната страна. Овие прашања се решаваат на таков начин. Колибри, кликнуваме на лева страна поимот, колибри се вика,